Господин Заев, вие денеска дојдовте да ги поддржите граѓаните на нивниот протест. Кажете ми дали сметате дека може да се изврши доволно притисок за да се направат некакви промени? Во една работа сигурно веруваме, тоа е нашиот народ. Народот е гневен и гневот расте. Секој ден се случуваат нови глупости и нови срамови за Македонија. Денеска сме овде, јас дел од раководството на СДСМ, како и впрочем сите вечери, некој од нас е присутен во поддршка на овие протести кои што ги организираат граѓанските организации. Ова расте и ова не може да застане. Неговиот интензитет се повеќе и повеќе ќе се зголемува. Сега ми јавија дека и во неколку други градови се организираат протестите. Гневот луѓето мора да го истурат на улиците. Јас само се надевам дека ќе бидеме внимателни, дека ќе бидеме луѓе пред се, не употребувајќи насилство и по мирен пат ќе го изразиме револтот во форма на протест кој што сите го имаме. Сигурни се сите вредности. Од договорот од Пржино буквално е згазено се. Со одлуките за поништување на техничката влада, оваа аболиција од страна на Ѓорги Иванов и државен удар, срам за цела Македонија, наврстени беа врв на кулминацијата и колку и да не сакате да се изначудите, тоа нема крај пустото. Се повеќе и повеќе се влегуваат во глупости. Јас се надевам дека на крајот на денот целото ова ќе заврши по мирен пат со заминување на оваа расипничка, криминална, режимска и бандитска власт. И покрај сето ова како вашите барања да не се исполнуваат, односно Дик кажа дека се спремни за избори. Претседателот само ја потврди неговата одлука. Што сметате, како коментирате тоа? Знаете како, трите минимум услови за регуларни, фери и демократски избори оддамна беа констатирани како два неисполнети, тоа е разграничување на партијата од државата и реформите во медиумите. Мислам дека вчера, а заклучно со денешниот ден, се прави последното чекирање на неисполнување на третиот услов, а тоа е прочистување на избрачкиот список. Од прочистен избрачки список зависат регуларноста на изборите. Фери и демократски се навистина услови кои што зависат од медиумите, од разграничување на партијата и државата, од амбиентот кој што политичарите, граѓаните и граѓанските организации го создаваат, но регуларноста на изборите е нешто од кое што нема бегање. Ако Дик гласаше дека Македонија е подготвена со мнозинство гласови од 6 гласа, дека Македонија е подготвена на 5 јуни да оди со прочистен избирачки список, рете да кажат што е тоа што е прочистено и од 1.812.000 гласачи колку Македонија сега има гласачи. Јас тоа што го знам, 1.100 гласачи се избришени заради тоа што се починати лица. Тие што ги видовме на празните плацеви, на третиот влез, на седмиот спрат, во зграда од 2 влеза и 4 спрата и слично, тоа сето останува во избирачкиот список. Овој срам и безобразие продолжува во Македонија. Ако продолжи, гневот ќе расте. Ако расте гневот, сигурно ќе ги убрзат процесите на заминување на овој режим. Ви у сваком случају бойкотуете изборе 5. јуна, шта god да. Тоа е веќе апсолвирано прашање. Социјалдемократскиот сојуз вели ќе ги бойкотира изборите, но избори ниту ќе има. Како ќе го направите тоа? Како нема да има избори? Постојат неколку начини. Дел од начините не смеам да ги споделам, заради тоа што ги очастам грујеси. Но дел од начините се правно-формални аспекти, дел од начините се вака граѓански. Со сите граѓани заедно, рамо до рамо, ќе сочуваме нова криминална узурпација на изборите заради потреба на криминална банда да легитимира своје обстојување. Тоа сите знаат дека не смееме и не треба да го дозволиме. И нема да го дозволиме. Тоа ќе се случи, но верувам дека претходно ќе се направат одредени чекори за одложување на изборите, за повлекување на аболицијата, за оставка на Ѓорги Иванов, која што треба да биде дадена, за заштита на специјалното обвинителство и многу други елементи кои што овие граѓански организации ги барат. Секако, сето она кое што ни стои на располагање се искористување на сите можни опции кои што ни стојат, освен протестите и гневот на граѓаните. Треба да искористиме се што имаме на располагање, Македонија повторно да биде нормална земја. А тоа го знаат веќе сите. Со оваа власт Македонија не може да биде нормална земја. Никаде во светот човек што доброволно потпишал капитулација не се вратил на власт. И никаде во светот човек кој што ги уништил универзалните вредности, слободи и права, не се вратил да ги возобнови тие вредности. Промените ќе се случат и од тоа бегање нема.
Јас сум денеска овде како граѓанин, иако сум првиот опозиционер во државата, во поддршка на граѓанските организации во Македонија кои што го организираат овој протест. Овој протест е организиран од неколку граѓански организации. Нивните барања се за нас прифатливи и се во духот на ова борба за слобода, демократија и правда што ја водиме. И се додека се согласуваме со барањата на граѓански организации, ние ги поддржуваме. Како што и тие не поддржуваат кога се согласуваат со нашите барања, ова веќе е надвор од партија. Овде нема партија, нема политика, овде нема само СДСМ или опозиција. Ова стана или Груевски или Македонија. И граѓаните ќе изберат на крајот. Нашиот избор е Македонија. Благодариме.